Почитувани пријатели, гости, лауреати, посветеници на филмската уметност. Ме радува фактот што филмската уметност, како и уметноста воопшто, секогаш успева да обстои дури и во најпредизвикувачки услови. Таа секогаш им пркоси на сите економски и општествени контексти кои не се сосема благопријатни за креативното изразување. Токму затоа, на последниот ден од овогодинешното издание на најстариот фестивал на филмска камера во светот, браќа Манаки, би сакал да им честитам на организаторите на истрајноста, а на лауреатите за сите досегашни и идни успеси кои без сомнение ќе дојдат. Постојат различни тези и толкувања за она што значи движење или уметност во општествените и политичките дискурси и динамики, но едно е јасно, дека движењето во просторот, како што нагласуваат и древните философи и современите теоретичари, но пред се кинематограферите и сите кои се посветени на филмската уметност, не е само физичка реалност, туку длабока психичка, интелектуална, емоционална, етичка и естетска категорија, која го открива непознатото или она што не е едноставно да биде спознаено. Токму затоа темата прекрасното непознато, која програмските уредници на овогодинешниот фестивал ја одредиле, е повеќе од прецизна. Да се вклопат движењата во нивната различност и со тоа да ги разоткријат сите сенки на животот и на човештвото кои се вкрстуваат, преклопуваат, неретко и разидуваат, е вештина која го прави филмот единствена гранка на уметноста. Екстериерните и ентериерните конфликти, ситуации, таги и радости, кои знаеме да ги премолчуваме или зацкриваме во секојдневието на животот, низ филмот и пред се низ кинематограферското око ни се откриваат и не конфронтираат како искушение за кое немаме друг избор, освен да се соочиме со него. Филмот секогаш ни наложува ново гледање на проблемот, лирско или епско, некогаш во историска, некогаш во футуристичка перспектива, некогаш интимно и лично, но секогаш тип на искуство кое бара ултимативна храброст и критичка рефлексија. Фасцинантно е колку за релативно кус период од појавувањето до денес филмската индустрија и покрај сите политички и економски консеквенции со кои се соочува во својот брз развој, се наметна како ултимативна уметност, која на светот му нуди безброј опции за негово преиспитување, развој и евентуално за земање подобар правец. Филмот секому и на експертите и нам, на лаиците, кои понекогаш сакаме да се пронајдеме во неговите подвижни слики и наративи, ни дозволува едно движење и премина од филмската илузија во нашата животна стварност, во која честопати стоиме во место, наместо да се движиме како што се движат филмските слики. Почитувани данскиот режисер Ларс фон Триер вели, филмот треба да биде како камче во чевелот, да предизвика нелагода, па дури и болка, и при тоа да ве освести дека нештота не се онакви какви што ги посакувате, какви што ги замислувате, какви што ги очекувате или планирате, туку се непредвидливи, често непријатни и дека бараат од вас влог да ги решите и поправите. Светот во кој живееме деновиве по многу основи не е пријатно место. И оттаму со право се чувствува гнев, лутина, незадоволство. Но како што вели големиот Бергман, добриот филм секогаш во себе го содржи и креативноста и гневот. Затоа негувајте го својот креативен гнев и креативно конфронтирајте се со светот. Овогодинешниот фестивал во изминативе 7 дена понуди исклучителна програма и битола ја претвори во простор за средби и диалог со врвни филмски и кинематограферски имиња. За овој успех сакам да му честитам на целиот тим и да посакам овој фестивал да прерасне во вистинско меѓународно современо културно наследство. Ви благодарам.